Остра реторика во Македонската академија на науките и уметностите. Академиците со поделени ставови околу албанската платформа, но без заеднички став за политичката криза. Председателот на МАНУ ја оцени состојбата за сериозна и критична, која може да излезе од контрола со мала искра. Одиме во продолжение со неговата изјава. Состојбата е премногу сериозна и тензична. Неопходно е сите политички субјекти во земјата да разберат дека е потребна мала изгра за разгорување на внатреетнички и меѓуетнички судиби, кои можат комплетно да ја дестабилизираат земјата. Од тука е потребно, без одлагање, дебатите за клучните реформски приоритети на земјата и за комплексот прашање од меѓуетничките односи да се вратат и одвиваат во институциите на систем. По ова пак, академикот Митко Маџунков побара од МАНУ да ја отфрли албанската платформа. Во продолжение неговата изјава. Сегашниот обид за воведување на двојазичност на целата територија води кон поништување на претежниот христијански и православен карактер на нашиот народ и кон исламизација и албанизација на нашата татковина. Двојазичноста, меѓу другото, значи во краиштата населени исклучително со етнички македонци да се доселат преведувачи, а потоа да почне и вистинската колонизација. На ова пак професорката и академик Катица Ќулавкова возврати дека барањата на платформата за која предпоставува дека стои ВМРО-ДПМНЕ се нереални и нивна цел е спречување на мирниот трансфер на власта. Во продолжение низиното обраќање. Из манипулираните патриотски платформи на ВМРО кој стои зад, предпоставувам, зад двонеделните протести. Сметам дека станува збор за една тешка манипулација, вклучително која се служи и со платформата, ако не ја и создаде таа платформа на албанските партии. Албанските академици повикаат да се смири тензијата, а диалогот за клучните реформски приоритети да се врати во институциите на системот, што ќе ја врати земјата на патот кон евроинтеграциите. Добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Со вашите јавувања започнуваме веднаш на 0260 91 924 или 60 91 925. Исто така можете да оставате и коментари на фан страницата Мој термин Очи во очи, каде што и можете да ни испратите и порака. Добар ден, дали се слушаме со некога? Добар ден. Повелете, ве слушам. Па видите, јас и понапред во минатите емисии еднаш кажав, кога овие со високите дипломи тропаат вакви зелени кинат, тоа што очекувате вие оние доле што идат по улицине за сендвичи за сок, како да размислуваат. Мислам, ова што го направи тој академикот Маџунков, или како го викаат, Митко да Маџунков. Тоа е право и право срамата за еден човек академик, културен, образован, академски граѓанин со онаква реторика. Ако највише треба сега на оваа држава и на овој народ, тоа е да се смират тензиите, затоа што тензиите се стварно премногу дигнати. Ако он ги следи социјалните мрежи, може да види што се случува таму, која реторика се употребува. Ако он е академик и ако е професор, зошто не повика да почне да функционираат институциите на оваа држава, а тоа е парламентот. Па сето она што ние го бараме сега, или некој што го бара по телевизии, што го пропагира, па било вака, било онака. Овој го раскажал вака, овој го раскажал онака. Да се врати тоа во парламентот. Затоа што ако сме држава која претендира да оди во Европа, ако се правиме дека правна држава, местото на решавање на вакви непознати работи е во парламентот, каде ќе можат сите граѓани да видат реалноста, затоа што секој ќе може да си окаже својот став од тие пратеници и тие што предлагаат и тие што поддржуваат, тие што негираат, и разлог ќе може нив лично да ги гледа. Ние моментално имаме, рекла баба, казала по онакото. Зависи од телевизијата, на кого е приклонета, така се прераскажува таа фамозна платформа. Но никој не ја дава, не ја презентира во јавност да можат луѓето да ја прочитаат со своји очи и да отворат прашања, многу прашања да се отворат. Значи, мислам дека се сето ова што го направи денеска академијата, наместо да повика на смирување на тензиите, да се огранат од националистички идеи, они видовте што се случи, дека тоа никоме не му служи на чест. И сега повторно ќе го кажем и ќе завршам. Што очекувате од оние луѓе со средно школо,
што се уцените за работни места, што се уцените дека ќе добијат работно место, да размислуваат другачија кога погледнете ги тие што живеат цело време како бубрек улој, како размислуваат и што прават. Овие луѓе што ја пала ситуацијата во државата, ако не дај Боже утре ако затреба, никогаш нема да земат пушка во рака, нити доблецат чизма, ќе седат на страна, меѓутоа некој друг нивните грешки, нивните, да не кажам, воинствени ораторики, ќе треба да ги испроведе на дело. Ова е срамота за професори, толку пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Потполно се слагам со претходникот и мене ме чуди дали е овој Маџунков за Академија на науките или за каде е, не знам. Он е за на улица со протестантите, да му дадат едно знаме и да шета. Тој треба да биде научник, знае ли, има ли мозок за таа работа, дека во Манут го примиле. Не знам како го примиле тој. Најверојатно, а има такви и други. Сега друга работа. А Мано, академиците, да треба да бидат водачи на државата и дури и пред парламентот. Ама со научни мисли треба да речеме, да се фатат, да седнат, и да тумачат дали е уставно од страна на председателот да не го дава мандатот, кога парламентот е веќе формиран фактички, имаш над 61 пратеник на собранието. Тоа треба да го тумачат, а не платформи да тумачат. Кога ќе излезат платформите или некои предлози, тогаш научна мисла треба да после да тумачат дали законот за јазиците 2008 година што е донесен, дали бил уставен или не е уставен, дали е исто сегашната платформа или не е, да тумачат дали во 2011 година измените што се донесени за истиот закон, дали се законски или незаконски, да тумачат дали хашките случаи што се ослободени, требало да ги ослободат или не да ги ослободат, а не да се бафта како не му е срампа. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Добар ден, велам, кому повелете? Добар ден, гледачка од Скопје. Конечно последна година да ве довијам. Мило ми е. Одамна ви го немам слушнато гласот. Да, не е возможно да ве добиев. Ја не знам како успеав денеска. Се надевам дека ќе успеете и повторно понатаму. Повелете. Боже. Знаете што? Јас го слушам и си викам дали е човеков при чиста памет. Меѓутоа и не ме изненадува. Од таков много компониран академик може да се очекува се. Тоа е нивна, да кажам, нивна гора лист, што би се рекло. Единствениот академик, кој што го сметам за стварно паметен човек кој е таму, и мислам и откако е таму се произнесува по разноразни мислам политички и други потреби. Тој е господинот Камбовски, кој многу го почитувам и мислам дека сите треба на него да се угледаат. А што се однесува до оваа партија која што крши и устав и нагази по народ, тоа се за мене луѓе со извитоперени умови, кои што си ја тераат исклучиво водата на своја воденица. Ја не знам каков е овој председател, кој што кој знае колку пати го прекрши уставот и упорно понатаму продолжува, зошто за да спаси единствен човек од таа клапа, да ја кажам, или банда, или не знам веќе како да ја наречам, цел народ страда. Власт која што оди против својот народ, гледа како да го изманипулира својот народ. Младите ги изведе колку пати на улица. Оној Уким, кој што е во бивша Југославија, да кажам, во предвојнава Југославија, мислам на последнава војна. Добро. Кој што е како Харвард
да кажеме, или како Кембридж во рамките на бивша Југославија, тие против него со некои петпарачки решение и така натаму, и да не должен, стварно мислам треба некој паметен човек да застане и да ја разреши оваа ситуација, зашто одиме во амбис. Ви благодарам, пријатно. И јас вам ви благодарам. Да, поздрав до вас и благодарам за јавувањето и се надевам ќе се слушнеме за брзо во следна можност. Добар ден, ке речам кому, повелете. Добар ден, колега. Петар Христовски, Пепи. Поздрав до вас, Пепи, повелете. Фала и до вас, до сите колеги мои, до сите слушатели. Јас не намерно се насмев на претходната гледачка, јас се плашам, Огнен. Јас се плашам. Од што се плашите, господин Пепи? Тоа што го кажа Таки Фити, тоа што го кажа тоа вицеле ќе дојде нешто лошо, а господинот Ѓорги Иванов си оди у Баку. Значи, он осеќа нешто. Ја од кога викам вонена ситуација? Како може од Ману еден така, Маџунков така? Тоа е страшна работа. Тоа е, значи човек не знае што да мисли. Ја не верувам дека ќе има ни влада, ни собрание, ништо, ќе има нешто да чукнам, ќе биде многу лошо. Значи е многу контрадикто, а тие сте главни, што рече претходникот, тие појаки се од парламентот и од владата. А види како се контра едни со други. Што остана за партиите, што остана за народот. Так. Уште ги бутка, така. Да не должам, јас сум краток, секоја сега малку сум так, овој возбуден, затоа поздрав од Пепи до сите. Поздрав и до вас, Пепи, и ви благодарам за јавувањето. Остра реторика во Македонската академија на науките и уметностите. Платформата ги подвои академиците по обраќањето на председателот на МАНУ, академикот Таки Фити, кој што исто така зборуваше и околу политичката криза во која што се наоѓа Република Македонија, а особено пак издвои еден дел кој што се однесува на сето тоа во својот доста долг говор. Тој вели вака: почитувани академици, уважени гости, Република Македонија во последните неколку години е соочена со најтешката политичка и општествена криза во периодот по нејзиното осамостојување. Во неодамнешното обраќање на председателството на МАНУ по повод политичката состојба во земјата, изразивме длабока загриженост за долгото обстојување на кризата, за продлабочувањето на меѓупартиските тензии во постизборниот период кои, место кон смирување, водат кон понатамошно усложнување на состојбите, кон продлабочување на поделбите меѓу граѓаните на нашата земја и кои продуцираат страв и немир пред големата неизвестност, што ќе донесе утрешниот ден. Долгото трајање на кризата продолжува да испорачува сериозни негативни последици во сите сфери на општественото живење, врз економијата, политиката, меѓуетничките односи, евроатлантските интеграцијски процеси, демократизацијата на општеството и меѓународниот углед на земјата. Во повеќето наврати досега укажувавме дека надминување на кризата и враќање на земјата на патот на правната држава, ефективното функционирање на институциите, владењето на правото и забрзувањето на евроатлантските интеграцијски процеси, најголема одговорност носат политичките партии и нивните раководства. Тие треба брзо и енергично да им застанат на патот на сите обиди сеедно од која страна доаѓаат, за поттикнување омраза, непријателство, па дури и закани за пресметки врз национална, етничка или политичка основа и да се осудат од страна на сите политички фактори, медиумите и другите општествени субјекти. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден уште еднаш. Добар ден. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Ме иритираше господјата во предходниот човек што разговараше, што кажа некои зборови за председателот. А председателот си тера работите како што треба. Мислам, сепак тој е председател на држава и ги гледа работите понормално отколку ние од страна. Така да, нека гледа подобро господјата телевизија и нека ја прати албанската пратеничка како со кои зборови ја навредува нашата Македонија и како укажува дека Македонија е илирида. Само толку имав да кажам. Добро. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете. Добар ден и убав ден. Добар ден и убав ден и кон вас, повелете. Овие проблеми во Македонија, овие протести, овие случувања не ќе се случија околку кога Македонија вистина беше загрозена,
кога вистина беше нападната и од надвор и однатре, кога вистина беше и суверенитетот загрозен и животот на граѓаните, ова не се случеше околку овие се така наречени патриоти излезеа да бранат. Од тоа време, јас само да кажам и јас потенцирам секогаш, никогаш албанските граѓани, албанските народ кој живее во Македонија од албанска потекло, никогаш не барал ни платформа, не барал никакви овакви услови. Овие услови, ако е платформата вистина така, како што викаат, те барат неколку водачи на политички партии и, значи, заедните платформата беше прифатена и држана 20 дена, и една партија беше запозната со платформата, додека другата партија не ги даде мандатот, нити ние знаеме, па што пише во платформата. Како што се првиот гледаш, мислам лучше дека сега го почитувам, го поздравувам, треба да седнат во собранието, да се дадат мандат, да седнат пратениците, да се формираат собрание и да видиме цел народ да види што пишат по платформата. Во колку пишат вистина такви работи и во колку, како што кажат албанска пратеничка, тоа го прашува тогаш, јас покрај мене, верувајте, јас излезам покрај мене ќе имат повеќе албанци кои ќе бранат Македонија, отколку овие патриоти што сега излезени. Так. 2001 година, со мој најблиското семејството, исто во Тетово ровот имаше 45.000 неколку албанци, со него коментатор беше опа се бранеа Македонија. Овие се така наречени бранители. Или кај беа како што слушават академикот викаше дека ќе се раздебити нашето културно-духовно богатство. Па кај беа тие пратеници, тој академик и великодостоинците на МПС да идат кога се во Македонија пустоше и краде икони преку 400 икони, неубајте највредните непроценливи ствари кои се знаат. Кај беа тие тоа да станат да протестираат, да бараат помош од владата, да не заштитат и тие такви работи. Нитоа сега. Јас повикувам секогаш на покаяние, а не на вакви работи, на покаяние, на смирение и да видиме сите што се случува, што е таа платформа направено и напишано. Ако е вистина тоа, сега уште мислам дека правите патриоти не се излезени на протест. Тие кога ќе излезат правите патриоти, тоа ќе нема да биде добро за никого. И за сегашната власт и за ташите јуде. Ви благодарам, фала пријатно. Благодарам за јавувањето, веќе по спомнувањето на двајца гледачи за албанската пратеничка, она што како информација е најново до пред почетокот на оваа емисија е одговорот, односно реакцијата која што ја даде Министерството за надворешни работи кон нејзината изјава во Дебар. Албанската пратеничка Месила Дода ја разбранува јавноста со изјавата при посетата на Дебар дека Македонија не постои, дека тоа е стара албанска покрајина и се вика Илирида и со повикот до политичките партии на албанците во земјава самите да конституираат свој парламент. МНР дури по 2 дена денеска ги осуди јавните настапи со навредлива и запалива реторика на официјални лица на Република Албанија кои се однесуваат на Македонија. Во нивното соопштение се вели: неодговорните изјави на јавни личности кои по својата функција налагаат и подразбираат одговорност за јавно искажаниот став, не се во духот на добрососедските односи и декларираните заложби за пријателство и соработка меѓу двете земји, и особено не во духот на европските вредности. Со сето разбирање дека изјавите се индивидуален став и чин на поединци, очекуваме официјалните лица во соседството да се воздржат од потпалување на тензии во регионот. Далеку покорисно би било доколку нивната енергија би ја насочиле кон конструктивни предлози и иницијативи, со што би ги зајакнале соработката и довербата меѓу двете земји, би го подобриле стандардот на граѓаните, но и би ја забрзале европската интеграција. Остануваме уверени дека пратеничката функција подразбира голема чест, но и највисока одговорност, велат од Министерството за надворешни работи. 46 годишната албанска пратеничка Месила Дода од партијата за правда, интеграција и единство рече дека ниту председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов, ниту лидерот на ВМРО ДПМН или кој било друг антиалбанец не треба да ги плаши албанците. Добар ден. Да си жив и здрав. Поздрав до вас. Што поздрав, 1 сат те чекам. Знаеш колку пари трошам на телефона, ај не е битно. Ајде ќе се сретнеме, ќе ви дадам дел. Добро, да си жив и здрав. Ајде. Огнен, јас вака би дискутирал една од претходните ваши емисии, кога Јован ја водеше емисијата. Добро. Само што спомнав колешката Душица Мрđа и тој ме исклучи одма. Сакав да кажам. Добро, не е навикнат уште на таква комуникација. Кога ќе ве научи кои сте вие гледачите и во која функција би кажувале коментари за колегите,
ќе биде поинаку, полека, дајте му време. Да, ќе се научи млади, ајде, нема проблем. Значи, сакам да кажам дека една новинарка како Душица Мрѓа, која изузетно ја почитувам, добро би било да го викне еден Камбовски и некои други академици да се произнесат пред цел македонски аудиториум, што прави Ѓорѓе Иванов, дали недозволено или недозволено. Второ што би сакал да кажам, Македонската академија на науките и уметностите е највисока институција во државата, научна институција, која што многу ретко се појавува и ги кажува нејзините ставови. Најпослед добро е што се разбудија луѓето и да не ги оправдаат сите пари што ги земаат. Јас би дискутирал за платформата вака. Јас сум родом дебарчанец, пораснав цела младост во Дебар, ја поминав, живеам и тога и сега многу добро со многу албанци, денес комуницирам со нив и пред неколку дена имав гости на еден дом албанец и му ги поставив следните прашања, кои што гласаше за СДС. Што ќе добие обичниот албанец кој што нема пари да плати една сметка, кој што нема пари да купи леп, кој што нема пари да му купи чевли на собственото дете од оваа декларација? Дали него го интересира декларацијата или го интересира подобриот живот? И второто прашање кое јас го поставив и стално го поставам, многу често го поставам, јас, например, одма би ја прифатил одлуката за промена на знамето на Македонија. И би ги повикал албанските партии и би им понудил да тие во рок, некој умесен рок од месец, два, три, да се соберат целата нивна интелигенција и да изберат ново македонско знаме на кое што основата нема да биде црвена и на таа основа нема да има двоглав орел, символот на албанците. Тие да одберат знаме која нив ќе им се свиѓа и пред кое ќе се поклонуваат и ќе го почитуваат. Во истиот момент, кога ќе се изгласа знамето, во Македонија да се донесе закон за да се забрани употреба на албанското знаме, сем пред албанската амбасада. Што сакам да кажам? Не се работи за знамето. Албанците си го почитуваат нивното знаме, албанското, македонското и југословенското никој пат не го почитувале и нема да го почитуваат. Меѓутоа, секој пат бараат некоја причина за нешто. Овој пат мислам дека јас би им го фрлил рукавиците и би им рекол да одберат знаме. Зашто во ова знаме нема ништо што кажува дека ова е македонско или ова е албанско или ова е српско или руско. Јас се поздравувам, што ми викаш добро. Да, па тоа значи дека некаде сме при крај на муабетот. Бриши, ајде. Пријатно. Ви посакувам убав ден, пријатно до вас. Илија на фан страницата на Facebook ќе рече следно. Само да видам каде му е почетокот. Да. Каде е логиката? Пратеничката Дода доаѓа во Дебар и повикува на војна, ќе ги штитела своите. Во 1862 година, верувам под наводници оставено, нејзиниот прадедо Биб Дода католик, толку ги требел албанците што го нарекли убиец на собствениот народ. Нека прикочи малку, меѓу албанците, посебно овде кај нас има и сериозни луѓе кои ќе дигнат рачна и нема да дозволат младите да се залеаат. Оној што скија спуст знае дека не е тоа само право брзо возење. Знае дека треба и лево и десно да оди. Некогаш да скокне но знае дека може и опасно да падне. Тоа се овие младите. Треба да им се каже прво да научат да стојат на скиите, а потоа да се спуштат по удолнината, односно мислам на младите политичари, завршува Илија во своето обраќање. Исмаил пак вели, овој господин академик, ако вакви изјави само го заштитува криминалот на ВМРО ДПМН, а не државата и неговата унитарност. И едно друго прашање за организаторите на протестите. Зошто не протестирате во градовите на Западна Македонија? Дали со протестирањето исклучиво во Источна Македонија вие самите ја делите државата, завршува Исмаил. Поздрав. Ристо пак вели, жалам, но Македонската академија на науките и уметностите се појавува ретко со ставови и со задоцнети и поделени ставови, за жал, без заклучоци. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам. Уште кога беше Камбовски председател на МАНУ, еднаш не го слушнав нешто да му биде приоритет државата. Се така некој, ја не знам само тоа време кога имаше проблеми со енциклопедијата, дали баш и он беше тогаш председател или не се сеќавам. Али мислам никој не дигна да каже дека тоа е сепак македонска енциклопедија
и дека таа е добра, него така после толку работа на таа енциклопедија ја оставија на страна, мисля, че колку што ме држи памтењето. Што се однесува сега за платформата, исто така, не знам кој кажа за платформата, од нас се дигна двајцата албанци, Абази и овој Старова, што Старова е католик албанец, што никогаш не правил такви проблеми, уште не си бил ти роден, сигурно мисля, че ви Огнен, и тогаш беше многу, он беше и председател на собрание, мислам, во тоа време пред 40 години. Така да се ми изненади неговата реакција, и иначе они се вака фини луѓе и неговата сопнувост, никош не нападнале нешто. Меѓутоа, се извинувам само да ве прашам, каде ја прочитавте или слушнавте реакцијата на Луан Старова? На вести. Сега на вести, двајцата Абази и Луан Старова. Добро. Не знам на кој канал. Не, во ред, ја најдов. Во ред, добро. Така. И затоа мислам дека и они се сите свесни дека платформата навистина не е добра. И еве колку реакции има и од нивните пратеници дека силни се сега, што значи платформата е многу силна. Таа за нас е убиствена. Еве, како што ги слушам и многу пообразованите, да кажам, од мене, доктори на науки и така натака, тие тоа го кажуваат, не го побиваат. Ја ме чуди тој Камповски, како толку е заспан академик, на вистина, а го почитував многу во свое време. Добро. И треба малку да се размисли околу оваа платформа, а и на крајот на краиштата потреби да има и помирување на нашите политичари, затоа што се работи за државата. А после ни нека си ги бркат нивните овој ваков, тоа е таков, али за државата треба сите единствени да видат. Добро. Фала многу и се нездраво. Пријатно до вас, благодарам за јавувањето, ви посакувам во ден. Дали има некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Те поздравам те Огне и 24. Благодарам, поздрав. Откој си дојде не можам да те слушам и да те положам добре дојде во телевизијата 24. Ви благодарам, добро ве најдов. Прво, овој наслов што е ставен на екранот е, да ви кажам право за мене, кој работил 30 години во полиција, е моје чудно видување. Ние сме работеле, сме учеле, дека МАНУ е една од најголемата институција во Република Македонија. Со изјавата на Манџуков пропаѓа све во вода. Зошто? Затоа што ние Манџуков, вие не знам колку познавате, ама јас лично, како Аспор Кралевски го подам кој е тој Манџуков и за кој идеи има работено, тоа не сте го прателе, не сте го следеле, а ние тоа сме го следеле и сме го прателе. Прво и основно, да тој Манџуков 2008 година, односно 2001 година, зошто не реагираше на Охридскиот договор? Зошто не реагираше 2008 година кога е донесен законот за јазиците? 2011 година кога е надградуван албанскиот јазик? Во владата министри да зборуваат албански, во собрание претседателите на комисии да зборуваат албански, во армијата, во полицијата. Јас се прашувам, што станува со тој човек? Тој човек, искрено да ви кажам, немојте да ме сватите погрешно. Немојте да го означувате како академик. Тој е човек послушник на врхушката во Република Македонија, само да створи немир во Академијата на Република Македонија. Таму, ова што го зборува претходнава, што зборуваш сега за Владо Камбовски, немојте ве молам. Владо Камбовски е најголем академик уште во бивша Југославија и сега е по кривично право, кој што ние сме го ценеле, како најголем стручак за тие сите правни науки, и сега дојде време да Камбовски не чини, Манџуков чини. Па што е по струка Манџукова, знаете ли вие? Не. Манџуков нема елементарно познавање од уредувањето во државата. Затоа Академијата на Република Македонија многу ќе има и понатаму реакции. Јас и порано повикав по таа академија. Академијата треба да излези на господина Ѓорѓе Иванов да му каже некои работи кои не се уставни, што ги прави и не се правно издржани. Затоа што сега, еве, она што го дискутирано, го сеќаш порано,
Шарената револуција изведе на улица преседателот, сега па изваде преседателот. За тоа да се дискутира во академијата во што ни е проблемот кај нас. Ние да не бараме вина огне во околината околу нас. Добро. Проблемот е во кај нас. Кај нас тука е проблемот. Затоа академијата јас ја охрабрувам и кажувам дека като се едно човекова, не познавате вие како извор секретар на градски комитет беше порано прво Катица еден човек кој што многу добро знае што треба да се работи во Република Македонија. И благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Академикот Таки Фити, председател на МАНУ, во своето обраќање продолжува. Состојбата е премногу сериозна и тензична. Неопходно е сите политички субјекти во земјата да разберат дека е потребна мала искра за разгорување на внатреетнички и меѓуетнички судири кои можат комплетно да ја дестабилизираат земјата. Од тука е потребно без одлагање дебатите за клучните реформски приоритети на земјата и за комплекс од прашања од меѓуетнички односи да се вратат и да се одвиваат во институциите на системот. Во оваа пригода сакам уште еднаш да истакнам дека особено е значајно разрешувањето на прашањата што ги тангираат меѓуетничките односи кои во екот на кризата дополнително се политизираат и заоструваат, да се одвива низ смирена и демократска атмосфера, без заемни условувања и уцени, низ конструктивен диалог, толеранција и заемно почитување на сите политички чинители. Академик Луан Старова рече не се случува трагедија со македонскиот јазик ако е објавена една политичка платформа во Тирана. Јас, кој што 40 години пишувам на албански и на македонски јазик, не чувствувам дека некој го загрозува овој јазик од страна на албанците. Напротив, 25 до 30% зборуваат македонски јазик од страна на албанците. Од излагањето на Маџунков се оградија академиците Алајдин Абази и Изет Зекири. Вие барате ревизија на целокупната активност што беше досега афирмативна на Република Македонија. Јас за тоа имам повеќе од вас да говорам. Јас сум го отворил Универзитетот наменет за албански, македонски и англиски јазик. Вие денеска сте ревизор на се што е добро во меѓунационалните односи во Македонија и барате да се отфрли и да се вратиме во минатото, рече академик Абази, прв ректор на Универзитетот на Југоисточна Европа. Добар ден. Ало, добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Платформата ги подвои академиците. Она цела држава ни ја подвои, значи со оваа политика, значи цел народ, значи ВМРО ДПМН. Да, во право Они сте. се патриоти, другите се издајци, значи. Да, бидете патриоти. на линија. Бидете на линија, извинете, во право сте околу тоа. Ќе замолам од режијата само да додадат, значи платформата ги подвои и академиците, бидејќи уште тие беа останале. Повелете сега, господине. Така. Се прават патриоти, значи јас во рете. Сите сме македонци во оваа држава. Ама некои поише ја сакат некој. Како може они да сакат поише Македонија кога 10 години ја украдоа? Ја направија, не знам што да кажам веќе. Верувајте, значи ајде да се сплотиме, Груевски што вика. Зашто Груевски го чекаше 20 дена дуи за да формира влада? Зашто на третиот ден не рече: слушај, не ми се допаѓа платформата на албанците. Сите живееме тука, да бидеме јасни, на никого не му треба да не зборам што и како. Значи, ама ова доаѓа до стварно не знам што да кажам. Значи, сите се разделивме, треба да се сплотиме. Јас не викам не. Ама вака не знам, не верувам дека ќе се сплотиме. Значи, некои се патриоти, некои се издајци. Не знам, значи, стварно не знам. Нека си се формира влада како што ќе си се формира. Значи, јас сум. Значи, да си работи државата како што треба. Ако некој не чини, значи има избори, значи после 3-4 години, 2 години, значи не е битно. Значи има избори. Значи народот нас знае да казнува, да бидеме јасни. Добро. Толку, Огне, верувајте. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Одиме со следното јавување, повелете. Ало? Да, ве слушам, добар ден. Добар ден. Повелете. Ја би кажал кратко да се престане со националните реторики. Ало, ме слушате? Да, ве слушам, зборувајте, да. Да се престане со националните реторики од било која страна да доваѓа, да се дозволи конституирање на парламент и влада,
комплетно и таму да се решават сите прашања кои не засегаат сите заедно во Македонија. Не знам каков патриотизам е тоа да се повикува дека према албанците не може да се прифати ништо. Па ние сме тука, живееме заедно. Мора да се научат со тоа овие луѓе кои вршат ваква реторика. Добро. Толку ви кажам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Тоа беше и последното јавување во делот на контактната емисија Очи во очи. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте. Во продолжение на оваа програма следува дневникот во 17 часот, каде што целиот прилог околу случувањето на годишното собрание на Македонската академија на науките и уметностите го има колегата Јован Ѓорговски. Затоа останете со каналот Телевизија 24. Пријатно.